лични истории, некаде во светот додека спиевме на крајот од утринската телма, стандардно содржини кои што ни овозможуваат да влеземе малку во другите географии ни светот или во чевлите на другите животни приказни, а овој пат ние се обидуваме да бидеме вашиот филтер во време кога алгоритмите се повеќе и повеќе се обидуваат да го задржат вниманието на децата. И вистина во една таква сензационална можеби содржина која што постојано наметнува некаков притисок, а младите постојано кликаат, Веда ББ, мислам дека е баш платформа која што можеби особено ќе биде присутна сега за оние кои што влегуваат во една нова приказна на родителството или пак да кажеме во светот во технологијата и екранизмот. Веда ББ мислам дека го добива аплаузот и од утринска на телма, па за тоа повеќе, освен што ќе кажеме да се претплатите на оваа YouTube платформа, да уживате во детска едукативна содржина, верувам дека со разговорот кој што ќе го имаме со Христијан, ќе потикнеме за истото веднаш да го сторат. Така е, сосема соодветно се погоди да бидеме во овој точно ден, светски ден на детето и во комуникација со Христијан и да го најавиме, односно да малку повеќе се информираме за овој едукативен проект. Христијан Маџовски го имаме на линија, поточно онлайн, и го поздравуваме утрово. Добро утро. Добро утро. Добро утро од мене. Најпрвен, пошто нели први ден, 1 јуни ден на детето, сакам да им посакам на сите дечиња да имаат среќно и безгрижно детство. Така е, тоа сите го посакуваме и како возрастни и како родители. Се разбира дека најважно е безгрижно и среќно детство, но тоа детство треба така да се овозможи, а впрочем нели секоја од одговорност која што ја имаме токму ние возрастните во било кој дел или во било која област. Ако зборуваме за едукацијата на децата и за тоа како и на кој начин треба да се помине тој дел од животот или детството и да биде безгрижно, но и да имаме нели едукација, тогаш е важно на кој начин тоа ќе се прави. Многу пати сме зборувале како треба да се контролира нели изложувањето пред екран и на кој начин корисно тоа да биде. И ваквите проекти даваат резултати во смисла на тоа дека преку игра и песна или слушливи детски песнички се учат бројките, зборовите, поточно буквите и сето она кое го привлекува вниманието, но се запаметува и останува во детската меморија, што е добро и за предшколска возраст или подготвување за нели тој дел од детството или образовниот процес. Па Христијан, како дојде до идеја за овој проект и што е она кое може да се најде на Веда ББ? Така да, супер кажавте. Искрено најголемата инспирација за Веда ББ беше токму нашата керкичка Веда. Односно, кога станавме родители, почнавме да истражуваме што има на YouTube, нели да бараме песнички за спиење, за играње, едно друго. И свативме дека можеби содржината е најголем дел од содржината на странски јазик и недостатува нешто на македонски јазик. И дојдовме до идејата самите да направиме нешто на македонски јазик и нашата Веда да ужива со тоа, да учи поубаво, да се забавува, а покрај Веда да растат заедно и сите други дечиња, гледајќи ги од нашиот YouTube канал. Да, во моментот баш гледаме илустрации од Христијан од Веда ББ платформата. Вистина, мислам дека кога говоревме пред извесен период со психолог конкретно за содржините кои што ги обсервираат и конзумираат секој ден, можеби нели младите момчиња и девојчиња, особено кои што се предучилишна возраст, можеме да забележиме дека секој пат се многу брзи, гласни, визуелно атрактивни, што повеќе па дури и агресивни на момент, каде што како што велеше и Марина НЛП инструктор која што вели, ја не знам, не разбирам зошто оружје некој пат вели во истите тие цртани филмови секој пат мора да има. Ова може да кажеме дека прави сосема убава една дистинкција, пастелни бои и верувам дека можеби Веда ББ е да се врати детето во на суштинското, мирното. Сега не знам која генерација си ти, меѓутоа ако добро помниме, ние секој пат растевме со топ листа на некои детски песни фестивали, што и соодветства можеби за возраста во која што живеевме, отколку да влеземе веднаш во светот на трап музиката, нели тие гласни, голи содржини, што детето денеска практично да нема некаков филтер, веднаш е изложена на вакви експлицитни содржини. Да, токму баш затоа ние од Веда ББ се погриживме повеќе акцент да ставиме на музиката отколку на илустрацијата. Можам да кажам дека музиката е со целосна музичка продукција, односно песничките се снимаат во студио, не се AI генерирани, додека илустрациите ги правам јас со помош нели на вештачката интелигенција, но се потрудивме тоа да биде поумерено, да нема многу брзи движења, за детето повеќе да слуша музиката, да учи со музиката, а помалку нели да гледа во екранот.
бидејќи сега во ерата на екранизација, ние родителите не можеме да го смениме тоа, но барем можеме да избереме содржината што ќе гледаат нашите деца и токму затоа им препорачувам на сите родители да почнат да ги слушаат песничките на Веда Бебе, затоа што содржината е сигурна и безбедна за нашите најмали дечиња. Да, и ќе се согласиме дека недостасува или недостасуваше ништо кое што можеме да го најдеме на YouTube, а кое е на македонски. Впрочем, добро ги знаеме тие YouTube англиски канали или различни од различни држави или различни јазици, што не е толку препорачливо во таа почетна возраст да се слуша, а сепак треба на некој начин и со нешто да се анимираат, поточно да се едуцираат нашите деца. Ако зборуваме за процесот на изработка и за идеите кои при тоа треба да бидат нели оригинални и прифатливи за децата, тогаш како тоа се одвива, колку време одзема или како изгледа тој процес на изработка на едно видео конкретно и колку Веда личи на ова бебе кое што го гледаме на анимацијата? Па најпрви најдов последно прашање, Веда баш личи на анимациите, затоа што анимациите се прават од реални слики на Веда, односно за секоја песничка ја сликаме Веда и потоа нели со помош на AI ги генерираме во анимирано видео и бебето е скоро па идентично како Веда. А процесот на припремање, па може би за една песничка треба неколку дена до 4 дена најмногу, затоа што нели поминува ни цела музичка продукција, имаме текстописец, некогаш помагам јас во текстовите. Тука се луѓето околу мене исто така да дадат некое мислење или совет. Потоа се снима песничката, имаме вокал. Имаме вокал кој го позајмува гласот нели за песничките, потоа се прави анимацијата и се поставува на YouTube и седиме и чекаме коментари, реакции. Најголем тестер за сето ова ни е Веда. Пред да ја пуштиме песничката, прво ја пуштаме дома на Веда да видиме како таа ќе реагира и ако има супер реакција или се забавува, се смее, значи тоа сме го постигнале тоа што сме го сакали. Па, Христијан, вашата Веда може да биде само среќна и спокојна за родители какви што сте всушност со сопругата. Еве баш ја прашав Јована, викам, тоа е нивното дете, вика да. Така што секоја чест баш ки оставите можеби во наследство за утре да се потсети дека Веда некој пат била екранизирана и била можеби мотивација за вакви авторски песни. Ако утре треба да одберете само една вредност можеби за Веда Бебе, што би одбрале? Добрина, љубопитност, самодоверба, емпатија или нешто друго? Добрина секогаш нели на прво место, можеби самодоверба и како што кажавте и вие, ова не го правиме нели за прегледи на YouTube, секој родител се труди да му остави нешто на своето дете, а ние како млади родители се потрудивме да оставиме нешто на Веда што ќе ја остане за цел живот и ќе се сеќава на своето детство што и направиле мама и тата нели. Да. Но ќе се сеќаваат веројатно и многу други деца, како што ние се сеќаваме на онаа детска програма со која што пораснавме, која што можеби за жал на таков начин ја немаат овие денешни генерации или овие деца, но затоа на еден ваков начин може да се едуцираат и да уживаат во убави песни и да се учи преку радост, а со тоа и до среќно и безгрижно детство. Христијан, благодариме за ово утринско вклучување и накратко малку запознавање со Веда Бебе, YouTube каналот за оние кои што сакаат да уживаат во овие детски песнички, а ви посакуваме успех, се разбира, на тимот кој што работи со ова, се со цел да уживаат и немладите и немилите. Да, обезбеди им понатаму убаво време, квалитетно и секоја чест за авторската музика, па во некоја следна прилика, ако не го посекувате, ќе посакаме вистина милионски прегледи, барем тоа од се срце посекуваме за секој дете да ужива во слични содржини.